Она што ние сега го презентираме се 30 години од Бла Бла, тоа е енигматскиот магазин или списание. Ја имаме таа чест по 3 децении од првиот број кој што излезе на 1 мај 1994-та, ден Великден, исто така во месец мај во студиото во 2024-та да ни биде главниот уредник Владко Блажевски. Ќе му кажеме добро утро и ќе му кажеме благодариме во името на сите, на целата јавност, што ете ова списание, овој енигматски магазин постои 30 години. Најнапред добро утро за читателите, за гледачите на македонската телевизија. И јас би се заблагодарил за довербата што ни ја даваат читателите, ја даваат веќе 30 години се заедно со нас. Инаку приказната за енигматскиот забавник да се раскаже навистина долга, бидејќи таа е поврзана во тоа време, да речеме, немаше дневни вестници во приватна собственост, немаше печатници, немаше ништо, меѓутоа ние храбро тргнавме и обстојавме за да продолжиме понатаму. После излезе дневниот вестник Дневник, па и дневниот Вест изданијата, па јас бев уредник на енигматиката таму, па следуваше Антена, па после имаше Викенд внатре со крстозбори. И после, како сето тоа, излезе и енигматското списание Теа Крстозбор, каде што јас, заедно со Николче Ѓорѓиевски од Охрид, бевме уредници на 762 броја. Од прв до последен број. После тоа згаснаа тие сите изданија и ние продолживме понатаму и малку ја расширивме сета работа и повеќе направивме како специализирани изданија, да речеме 100 сканди, само внатре се сканди. Имаме забава во која што има само и голем број на италијанки за љубителите на тој вид. Од сите содржини. Го имаме првиот број, можеби на камерата еден, ако можеме да го доловиме, првиот број на енигматскиот магазин или енигматското списание Бла Бла. Ова е своевидна ексклузива или подсетување на она што значи историја, на она што значи традиција. 30 години, 3 децении, што и да постои, е сериозна бројка. Велите, немаше тогаш печатници, немаше опција во печатени вестници да биде дел овој магазин, меѓутоа имаше една голема желба, идеја, ентузијазам. Колку е тешко или лесно само со ентузијазам нешто да се одржи на почетокот, кога практично и за секој проект, за секој нешто е најтешко? Па јас мислам дека битното е човек треба да верува во сам себе и да биде доследен во тоа што го прави. И ако сакате да го направите тоа, мислам дека многу други фактори што се од страна не може да ви попречат во тоа. Јас би кажал исто и за изданијата што се на Бла Бла, веќе можеме да ги набројам дека се вкупно 7 во продажба и од тие се подолгорочно, да речеме, некои се на месец, некои се на 2 месеци, меѓутоа во секое време има по 7 во трафиките. Се продаваат и редовно се излегуваат на 1 и на 15 во текот на месец. Гледам на еден од броевите Македонија на светско, тоа е 15 мај 2024. Ова е последниот број? Да, тоа е последниот број со Мартин Томовски. Како да бевме договорени, ете селекторот Кирил Лазаров, тој е веќе долу на пријавницата во македонската телевизија, доаѓа кон студиото, тој е следниот гостин веднаш по вестите. Како да знаевте да го донесете овој број. Освен тоа што во овој енигматски забавник се познатите и популарните крстозборки, имате многу често и интервјуа со познати лица од нашето поднебје. Дали тоа дополнително ја крева популарноста на овој магазин? Па, јас сметам дека... Колку лесно доаѓате до сите тие имиња кои што сакате да ги интервјуирате? Дали се согласуваат? Дали знаат што е Бла Бла? Па знаат, конкретно јас Мартин голманот го запознав во едно кафуле, каде што
млади деца решаваат крстозбори, бев да се видам и веднаш го најдов и него и заедно и Марко Мишевски, исто нашиот ракометар. Така да тоа што е актуелно, да речеме, тоа обично го правиме, да речеме, од актери до спортисти, до пејачи, Владко Миладиновски беше на последниот број, Јордан Митев. Секогаш гледаме да има убави интервјуа. Сите го прифаќаат тоа, бидејќи во нашата земја веќе нема други списанија во кои што можат и самите да се представат пред публиката. Не е тоа време како порано што, да речеме, имаше дневни вестници, се купува, се чита, а сега е дигитализација, остана уште Таа дигитализација и младите што ги споменавте беше и следното прашање кое што само по себе се наметна. Велите млади деца кои што решаваат крстозборки. Дали е тоа можно? Дали тоа постои? Па постои, има млади деца кои што дел јас сум ги сретнал, да речеме, и кажуваат дека баба му, дедо му решавали, јас ќе земам, ќе почнам да пробам, да видам и им станува интересно, бидејќи на социјалните мрежи има нешто да видиш убаво, меѓутоа има и работи што не се за да видиш, да научиш, те оптоваруваат и едноставно мораш да избегаш од тоа. А решавањето е најубавиот можен начин за да ти биде денот убав. Во кои аспекти се помага решавањето на крстозборки, комбинаторика, знаења, пред се квалитетни податоци, квалитетни факти содржат скоро сите крстозборки, како се може да влијаат на човекот и на неговиот развој и не мора да е на развој, на моменталното расположение, да речем? Во крстозборите, јас, например, имам база на податоци во компјутер и таа е околу 36.000 збора и сега тие се комбинираат во правењето на крстозборите. И направена е селекција од нив и точно, да речеме, знаеме отприлика да бидат полесни поимите и да биде тоа решливо. Добро, како е тоа? Стискаш ентер, бираш поими и сам компјутерот ја прави крстозборката или има и човечки фактор? Има човечки фактор, например, може да создадеш, да направиш, да речеме, како која големина да биде крстозборот, каде да бидат црните полиња, меѓутоа факторот е тоа што си ги бираш поимите. Пример, еден, ако излезат потешки поими, не е тоа во ред. Јас, например, користам одмah, барам нова комбинација која ќе биде порешлива и луѓето да не им задава толку проблем да видат. А добро, факторот повторување, бидејќи знаеме да седнеме во една крстозборка и барем 25%, една четвртина веќе однапред да ги знаеме термините и да ги решим. Па јас мислам тоа помага кај луѓето затоа што не можеме да избегаме повторувањето е мајка на знаењето и тие се полесно да ги најдеш обичните поими, после тоа самите трета буква, седма буква и веќе доаѓаш до решението на крстозборот. Владко Блажевски, главен уредник, помошници Николче Ѓорѓиевски од Охрид и Ангел Милованов од Кочани, тројка која што 3 децении, ете символика една, која што 3 децении функционира заедно. Партнерската каша сакаа да кажат дека е најневкусна, а како вие се снаоѓате тука, вие тројца, како го одржавте, како јуту сте, не едноставно траете и траете. Па да, добро како музичката група, да појасниме јуту која што постои многу децении, да. Бидејќи ми се на репертоари тие песни ги свириме. И меѓу другото ја има во крстозборките како момент, да. И јас мислам дека самата поставеност на работите, секој си ја знае својата работа, меѓутоа јас сум тој што врши последна контрола на поимите, ги прегледувам да бидат точни. Се случува, да речеме, да дадам поинакво објаснување, да биде, да речеме, по-логично некој од, да не биде, да речеме, само женско име, да биде, да речеме, што имала късмет и да си го пополни директно стамена. Во тој стил, да речеме, се ги олеснуваме работите, за да дојдат луѓето полесно до решение.
Што е нешто што може да очекуваме да биде ново во енигматскиот забавник бла-бла, бидејќи нели организмот само оној организам кој што се развива и кој што е во тек со времето може да опстане генерално, нели? За сите видови тоа важи, па и за ваквиот тип на медиум, бидејќи ова е посредник меѓу човекот и податоците. Што е она што може да се најави ново во историјата на бла-бла, онаа што следува? Тоа што следува е да ги приклучиме и нашите иселеници од странство. Конкретно, пред повеќе од 15 години имаше платформа за решавање крстозбори, која што онлайн, да речеме, директно на лаптоп, на компјутер се вклучуваш, хоризонтално, вертикално, имаше многу комбинации. Сега работам на тоа поле да се обнови на новите платформи да се постави, за да може да ги приклучиме и луѓето од надвор или и од тука да се, од Македонија да се луѓето, да не мора да оди да купува, него да си решава од дома. Апсолутна дигитализација, дали планирате на списанието или ќе останете верни на печатената форма? Па јас мислам дека ќе останеме верни на печатената форма, бидејќи друго е на да решаваш на мобилен, на компјутер, друго е на лист хартија, затоа што самото доживување ја го вртиш листот, па пишуваш, па се враќаш назад, па тоа го нема на дигиталната форма и е многу поинаку. Мирисот на хартијата, допирот со хартијата, дај Боже да доживее бла-бла, да биде за некои генерации тоа што за современиот човек бил папирусот. Да, YouTube постоја 48 години од 76-та, дај Боже да дочекате 48 години, за секој јубилеј сме тука, студиото на Македонската телевизија е отворено. Владко Блажевски, главен уредник на енигматскиот забавник бла-бла, гостин во Македонија наутро, одбележавме 30 годишнината, да одбележиме уште многу годишнини. Благодариме што бевте утрово со нас. Благодарам и јас на вас за повикот.